Време е за нашето утринско будење, во кое што и денес најавуваме еден одличен концерт, можност да во текот на утрешниот ден, поточно утре вечер, бидете во Националната опера и балет и уживате во еден оперски спектакл или во волшебниот глас на оперската дива Инва Мула, со чиј концерт ќе го најавиме во продолжение во нашето утринско будење со режисер Дејан Прошев од Националната опера и балет. Дејан, добро утро, ве гледаме одлично, верувам добро ќе се слушнеме и благодарам што ова утро утринските минути, особено за вас, може би веројатно се некој посебен момент во смисла на ритуал, малку повеќе одмор утрински, не толку рано станување, но утрово со гледачите на утринска на Телма за да го најавиме утрешниот концерт. Добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Да, малку е рано, но јас после ова интервјуто на телевизијата, после вашето гостување, одам директно на работа каде што сме со подготовки за концертот и од 12 веќе почуваме со генералната проба. Да, интензивни подготовки пред концертот и веројатно на задоволство на македонската публика, особено оние кои што се редовни на концертите во НОП, со очекување веројатно го или со нетрпение, поточно кажано, го очекуваат концертот кој што веќе е најавен, а и ние имаме ваква можност да го најавиме. Оперската дива Инва Мула повторно доаѓа во Скопје, многу пати преку различни гостувања во минатото. Сме останале фасцинирани од моќта на незиниот глас, позната и од петиот елемент, добро на нашите гледачи или на граѓаните. Па ајде повеќе за концертот кој што ќе се случува утре. Па да, концертот е за среќа, имаме една таква гостинка, една светска дива, која кај нас е позната по гласот на Плава лагуна во петиот елемент, но таа има една огромна светска кариера во сите големи театри со сите светски пејачи, така да е голема чест да се настапи со неа во Македонската опера и балет. Значи на концертот покрај Инва Мула ќе настапи нашиот сопран на Дешира Амети Крлиу, кој е еден одличен сопран, одлична колешка, и младиот тенор Исмет Весели. Се разбира, диригент на концертот е Иван Еминовиќ, а концертот ќе биде во ќе настапи и оркестарот на Македонската опера и балет. Да, интересно е тоа кое што веројатно и го има на самиот и генерално репертоар на Националната опера и балет, но ако зборуваме за режисерската филозофија, за она кое што многу пати е инспирација кај режисерите и оние кои што се долги години во таа работа, всушност како тебе, што е она кое што дополнително ја одржува таа мотивација? Дали ваквите концерти, ваквите светски познати оперски имиња кои што и многу пати ги гледаме на сцената на нашата опера, дали е тоа токму тој двигател кога зборуваме за режисерската кариера или таа работа? Па видете, режирање на различни наслови, на различни работи, на различен тип на дела е многу интересно, така да како и режирање на една опера е многу интересно режирање на концерт, бидејќи на концертот во една опера не се сегаат имаме дејства за еден концерт. Самиот режисер измислува како би изгледала сцената, како би била со светло обоена, така да е интересен предизвик да се прави концерт, посебно со една ваква оперска дива. Така е, кога зборуваме за професионалци, веројатно импровизацијата тука и скоро да не постои, но секогаш се остава некој мал простор да кажеме за тоа, особено за оние кои што се прилично креативни и може би сакаат понекогаш нешто да импровизираат. Прашањето ми е колку дозволувате импровизација, да речеме, меѓу и слободата која што на некој начин ни треба некогаш да им се даде на изведувачите, генерално? Па видите, импровизација посебно во опера не може да има, мора да биде се договорено, бидејќи настапуваат многу изведувачи, тука се и хор и солисти на сцената и музиката ги ограничува, како и дејството, но сега се разбира дека нешто ако ти дојде од внатре, од душа и го направиш нешто поразлично од тоа што сме го пробувале, не е никаков проблем, само да е оправдано и да не руши концепцијата на режијата и на делото.
Да, особено бидејќи живееме во време кое што во било која област носи новитети, па така и на можеби во ова модерно време и на тие пристапи во конкретно за режијата или модерните режиски пристапи во операта, технолошки ефекти, тука ќе споменеме мултимедија, неконвенционални толкувања, па како гледате на ова, односно што е оно кое што и од концерт во концерт можеби се практикува во Националната опера и балет? Па да, веќе живееме во едно модерно време кај што мултимедијата е веќе нели секојдневие на многу настапи. Ние сме имале многу концерти кои кај што имаме мултимедија, дали било тоа со проекција или било со видео од зидови, така да се практикува и кај нас. Да. Да, Инва Мула како светски позната оперска пејачка, веројатно со оглед на тоа што веќе била во нашата земја и се запознала со македонската публика, добро знае и што може да очекува, односно и публиката се разбира од овој концерт, но ако зборуваме за подготовките или можеби некои посебни барања кои што ги има Инва Мула, дали треба или и во контекст на останати оперски пејачи кои што доаѓаат кај нас, каква е комуникацијата, соработката, па при тоа цела таа синхронизација помеѓу диригентот, солистите, хорот, нели, кој што треба практично и да ги координира самиот режисер. Па Инва Мула, морам да кажам дека и покрај тоа што е огромна звезда е многу едноставна и многу лесно можеш да говориш со неа за било што, никакви посебни барања нема. Така да е многу лесно и многу е пријатно да се работи со неа, како за еден режисер, така и за колегите кои се партнери нејзина на сцена, со работката со хорот, со диригентот, со оркестарот. Така да, знаете, големите професионалци се многу едноставни луѓе. Да, најчесто е така и тоа е за поздрав, а верувам дека и самата соработка е многу полесна со големите професионалци или со професионалците и во конкретниот случај како Инва Мула, а она кое што имаме можност и време во продолжение малку да го продискутираме Дејан е и самиот репертоар кој што го прави Националната опера и балет, и кога зборуваме за оперските представи, и кога зборуваме за привлекување на публиката, особено на помладата публика. Утринска на Телма има различна соработка со поголем број институции, меѓу другото зборувавме во текот на вчерашното издание со Македонска филхармонија и за начинот или пристапот кој што го имаат и во однос на помладата публика. Па од тука би прашала колку и создавањето или креирањето на самиот репертоар, меѓу другото и концертите за деца, влијаат за привлекување на помладата публика. Дали го чувствувате тоа, дали се забележува зголемувањето на бројот на публиката и како и на кој начин операта ева конкретно има стратегија тоа да го направи? Вие сте токму таму и сте долги години, па може да ни кажете. Па многу е важно за придобивање на нова публика, значи за обучување на нова публика, тоа е младата публика, најмладата публика, е да се внесе во репертоарот и на операта и на балетот со детски представи, така да и во Македонската опера и балет постојат детски представи. Во моментов претежно се балетски, но благодарение на тие представи, аз сме имале и оперска, например, Јован Чимарика како оперска представа, Пепелашка сме имале како оперска представа, детска, така да тие ја придобиваат публиката, детската публика, кои потоа сакаат и да дојдат и на по-сериозните опери. Сакам да кажам на оперите за возрастни. Така да е многу важно во репертоарот покрај големите опери да има концерти и представи за деца. Бидејќи тие се идната публика наша. Да. Токму така, тоа ќе се согласиме и исто така ќе го споделам оно кое што пак ете и ние можеме да го констатираме дека наистина постои се поголем интерес од страна на помладата публика за посетување на разни оперски и балетски представи. Кон крајот само уште нешто кое што верувам ќе ги интересира гледачите, особено публиката која секогаш ја гледа сцената и тоа совршено действие, но не интересира и сме љубопитни за случувањата зад сцената, поточно можеби
предизвиците со кои што еве конкретно се соочуваат режисерите при работата или во текот на оперската представа? Има ли нешто што можеме да издвоиме како посебен предизвик или нешто кое меѓу другото покрај одличната соработка и комуникација и големото искуство може да се појави како нешто такво во секојдневната работа? Па видете, по принцип се е договорено на пробите и не се случуваат некои големи гафови или нешто што би било во бекстејчот да се направи некоја паника, но се случуваат, се разбира некои работи да пукне костим, например, на солист, па во брзина да треба тоа да се интервенира на самиот бекстејч и солистот одма да излезе на сцена, така да тие се такви возбудливи работи. Мене дури ми се случило во Белград да гледам публика од сала и да видам дека ќе се случи една работа која после ќе го поремети дејството и излегов од публика. Среќа не седев, не седев на седиште, него бев стоев и истрчав за да ја средам на времено таа работа за да може да продолжи дејството. Да, разни ситуации во контекст на нели големи случувања и настани во минатото, но и она кое што е составен дел од работата, која се разбира причинува задоволство, а и кое публиката го чувствува. Дејан, благодарам за ова вклучување и за можностите на некој начин покрај најавата на утрешниот концерт да дзирнеме малку и во светот на режисерите или на операта, работата зад сцената и она кое што го води всушност тој процес за да сето тоа на крај биде успешно. Уште една покана ќе упатиме заедно кон нашите гледачи, доколку има се разбира преостанати билети кои што верувам брзо се продаваат, да оние кои сакаат отидат на утрешниот концерт на оперската дива Инвамула, за кој што денеска зборувавме и да уживаат во уште една посебна вечер. Благодарам. Па да, има уште малку билети останато, така да или на билетарницата на Македонската опера и балет или на онлайн страницата operaballet.mk може да се купат, така да повелете сите на концертот да уживаме заедно. Благодарам, Дејан. Верувам се гледаме во следна прилика и овде во студиото да позборуваме малку повеќе на оваа интересна тема. Сите оние кои што ја сакаат операта, веројатно ќе бидат заинтересирани. Те посакувам убав ден и пријатно време се разбира работно, со оглед на пробите и она кое што треба да се случува во денешниот ден, подготвувајќи се за утрешниот концерт.